Дупката прво нема да биде толкава, а второ ние нема да имаме дополнително задолжување по однос на проширувањето на Значи за оваа година не планирате нови задолжувања? Освен оние кои што се предвидени во првичниот документ од буџетот, оваа година не се планирање. Немаме криза во пензискиот фонд, навремено ќе бидат исплатени сите пензии кои што ги имаме како врски. Тоа брзо правење на уставните измени да биде проследено со заштитна клаузула по можност во уставниот закон. И да избегнеме авторитарни тенденции, би било пожелно да имаме силна, квалитетна опозиција. Мислам најважен е надпреварот со самиот себе, да се погледам пред една година дали во тие 365 дена успев да направам нешто повеќе, да научам нешто повеќе или да успев да придонесам нешто повеќе во знаење во однос на тоа што можев минатата година. Во собранието тече политичката дебата околу ребалансот на буџетот. Зголемен дефицит, неизвесен пласман на капитални расходи. Влегуваме ли во свесен дебаланс во фискалната политика? Поголеми расходи од приходи. Буџетскиот дефицит се зголемува. Престојат нови задолжувања за потребите на државната каса. Фискалниот совет предупредува дека зголемувањето на расходите крие значајни финансиски импликации. Од друга страна, ММФ прогнозира 3% годишен економски раст во Македонија во наредните 5 години. Гостин во ова издание на Тренинг Бојан Стојановски, еден од најгласните кога станува збор за економско-финансиските импликации во државата, пратеник, добре дојдовте во емисијата. Ви благодарам на поканата. Господин Стојановски, зошто ребаланс на буџетот? Дали е тоа некаков индикатор дека државната каса е празна? Не, апсолутно. Ребаланс на буџетот јас би го кажал како ребаланс и редефинирање на приоритетите. Вие ако добро го видите документот од над 520 страни, ќе видите и практично зошто се прави ребалансот. За прв пат во историјата од кога Република Македонија е независна, во ребалансот се покачуваат средствата за капитални проекти за 14%. Ние ја кажавме нашата економска филозофија веќе кога ја составивме владата, дека ќе се базира на 3 работи: реализација на капитални проекти, повисок животен стандард и привлекување на странски директни инвестиции. И ребалансот оди директно во насока на почитување на овие 3 нешта кои што сега ги споменав. Ако државната каса е во добра кондиција, како што велите, зошто има доцнење например на повратот на ДДВ? Зошто се должи, односно се доцни околу субвенциите кои што ги добиваат компаниите странските компании во зоните? Знаете како, ликвидноста на буџетот може да се гледа и преку расходната, но поважна е приходната страна, особено што го полни буџетот. Вие ако видите дека да се фокусираме на 2 нешта, тоа се царинските давачки кои што ги прибира буџетот, како и даноците, ќе видите дека во даночната наплата ние имаме двоцифрен раст на прибирање на даночни давачки во централниот буџет споредено со претходната година. Значи ете, ако се споредуваме, да се споредуваме ВМРО ДПМН со ВМРО ДПМН, а царинските давачки претходниот месец, тоест месецот претходната година и овој месец оваа година, сега имаме 50 милиони евра плюс, што значи дека приходната страна е сосема повисока, освен кај акцизите, бидејќи знаеме дека бевме во одредена криза. Во однос на вашето прашање, прво, ако ги видите реализацијата на повратот на ДДВ оваа година е повисок од тој кој што е лани, и субвенциите се секако повисоки ако ги видиме кумулативно 2 години, но она кое што е разлика е во методологијата на исплаќање. Ние сакаме добро да ги провериме пред да ги исплатиме, што сметам дека е заштита на државниот интерес, бидејќи во претходниот период во јавност излегуваат многу извештаи од Државниот завод за ревизија, конкретно во текот на денешниот ден излезе за Агенцијата за вработување за 2024 година и планот за вработување, ќе видите вие дека самиот Државен завод за ревизија укажува на многу неправилности. Подобро е ние да знаеме на кого исплаќаме, да нема злоупотреба, бидејќи токму за овие исплаќања од аспект на поврат на ДДВ и така натака има луѓе од претходната власт кои што се обременети со кривични пријави, така да сметам дека треба добро да се провери, па потоа да се исплати. Инаку во овој момент да сумирам, недостигна ниту една обврска и сите оние издатоци кои што се дадени се повисоки за десетици проценти и во овој ребаланс на буџет се предвидуваат повеќе средства за исплата на овие обврски. Каде завршуваат парите од зголемувањето на буџетскиот дефицит? Завршуваат во 4 параметри кои што сметам дека се особено важни. Првото е над 5,8 милиарди денари идат во дофинансирање на одредени проекти. Потоа одиме кон сите оние обврски кои што државата ги има превземено согласно колективните договори, исплаќање на плати.
Потоа за поддршка на социјалните категории на граѓани, пензионерите, здравствената заштита, студентите, ученичкиот, студентскиот стандард и така натаму. И она кое што е важно и кој што е главен контрибутор на нашето општество, тоа се сите оние обврски кои што државата ги има, кои што идат во насака на прво зголемување на градежништвото, кој што е мултипликатор на растот на нашиот бруто домашен производ, почитување на обврските и сето она кое што значи раст на бруто домашниот производ. Ако ја видите вие нашата економска филозофија во изминатите 7 квартали и растот од 3%, како и она кое што го кажува ММФ, укажува дека нашата економска филозофија е успешна и токму затоа ние сакаме дополнително да го зголемиме бустот кон градежништвото и кон личната и приватната потрошувачка, како и поддршката кон стопанството, бидејќи ако ги видите бројките во Државниот завод за статистика, ќе видите дека овие контрибутори се главни, се драйвер на нашиот економски раст. Со ребалансот растат одливите за капитални расходи, значи ќе се позајмува веројатно за изградба на коридорите 8 и 10, железничката пруга. Но што ако не се постигне динамиката во реализацијата на овие нови капитални инвестиции? Секогаш постои ризик и тоа е некоја хроничен недостаток што го влечеме 35 години, но ако повторно треба да се споредам ВМРО ДПМН со ВМРО ДПМН, односно со претходната година, заклучно со 6-тиот месец ние имаме реализација 55% повисока од таа од претходната година. И ние заклучивме дека треба да им дадеме дополнителен буст и ако видите вие кои капитални проекти ние ги финансираме, да, точно е дека постојат транши за коридорите 8 и 10D, но исто така имаме 740 милиони денари повеќе за железничка инфраструктура, како и програмата АА на општините, односно сите подеднакво министерства ја имаат покачено, бидејќи сакаме да финансираме проекти кои што ќе се имплементираат во општините, но исто така јас тука би споменал три важни работи кои што се многу важни. Министерството за животна средина за реализација на капитални инвестиции добива 54% повеќе, Министерството за образование добива 245% повеќе комбинирано за реализација на реконструкцијата на студентските и ученичките домови и она кое што е вака прилично важно, Министерството за транспорт добива дополнително засилување од аспект на реализација на инфраструктурни проекти и секако да не го испушта Министерството за здравство. 300 милиони денари повеќе за реконструкција на установи кои што го обременуваат, односно кои што го регулираат јавното здравство. Така да нашата економска филозофија, како што кажав, е таа. Градежништвото е пораснато за годишно ниво за 7,2%, нискоградбата за над 20% и сметаме дека таа е добра стратегија за ние да продолжиме со економскиот раст. Дали со обидите, иако подолг период не сме виделе зголемување на платите и пензиите, но дали преку вакви социјални трансфери всушност го купувате социјалниот мир? Па не би кажал дека го купуваме социјалниот мир, туку одиме во насока на она кое што ни е и првична цел на стартот, да го подигнеме животниот стандард. Инаку во ребалансот има обезбедено средства и за повисоки плати и за повисоки пензии. Знаете дека законот детерминира да во септември имаме уште едно покачување на пензиите, додека имаме склучено колективни договори со 99% од државната управа и тоа едноставно бара од нас да одвоиме дополнителни средства во насока на исплаќање на плати. Чинам дека над 1,3 милијарди денари имаме повеќе во ставката плати во буџетот, така да граѓаните од аспект на она кое што е државна управа или обврски од државата према нив треба да бидат сигурни, додека тоа кај приватниот сектор го решаваме на сосема друг начин, тоа е преку поддршка и преку меки кредити. Министерството за финансии излезе со соопштение дека отприлика мислам дека претходните 2 дена над 136 милиони денари дополнително пласираше кон стопанството, што укажува на тоа и кредитната активност, но и растот на индустријата, особено на преработвачката, оди во насока на подобрување на стандардот и на вработените. Сметате дека македонските граѓани имаат добар животен стандард? Не сметам дека имаат добар животен стандард, но исто така сметам дека е подобро тоа што беше пред 2 години. Сметам дека суштината на политиката мене ме интересира економијата и ова на сите сум им го зборувал. Исклучиво го гледам преку подобрување на животниот стандард на граѓаните и само тоа ме интересира и сметам дека секој политичар треба да... Од кој аспект сметате дека е подобрен животниот стандард? Во секој. Прво во организацијски аспект на општеството, а второ ако ги гледаме бројките кои што ги има Државниот завод за статистика, пензијата е покачена во просек за 32%, 338.000 пензионери добија 7.000 денари плюс на своите пензии. Просечната нето исплатена плата согласно Државниот завод за статистика е зголемена за 8,2% или 8.000 денари. Како за колку проценти е зголемени се производите во маркетите, знаете?
Ако одиме по Државниот завод за статистика, мене ме радува тоа што инфлацијата е намалена за 0,5% во однос на претходниот месец и цената на храната и безалкохолните пијалоци е намалена за 1,1%. Тоа е нешто кое што се случува на светско ниво, и ние не сме исклучок, но сме влада која превзема мерки во таа насока. Знаете дека неколку пати се сретнувавме со оние кои што се трговци во целиот тој трговски ланец, добавувачи, производители и така натаму. Во собранието, во процедура, сметам дека брзо ќе биде донесен законот со кој што ќе се покачат казните. Државните институции постојат тука да ги регулираат цените. Не сме задоволни, но ќе работиме за да биде подобро, бидејќи тоа го правиме и 2 години. Фискалниот совет предупредува дека досегашниот буџетски дефицит од 3,5% се зголемува на 4,1% од бруто општественото производство. Тоа значи дека ќе недостигаат 800 милиони евра, па можеби и 1 милијарда евра во државната каса. Дали ова е навестување, овие податоци од Фискалниот совет, всушност е навестување дека вие нема да имате друг избор, односно да ја продолжите политиката на задолжување? Не, задолжувањето оваа година ќе иде согласно планот кој што беше усвоен во првичниот документ, односно буџетот за 2026 година. Зголемувањето на дефицитот објаснив дека ќе иде во мултипликативниот дел на економијата. Тие средства секако ќе се вратат и ќе направат поврат во буџетот. Мислам дека нивното мислење е базирано во однос на бројките кои што сега можете да ги проверите на отворени финансии, но таму треба да видите дека во приходите, онако што како држава го имаме на некаков начин предвидено дека ќе се собере, најголем дел доаѓа за наплата во 9-тиот, 10-тиот и 11-тиот месец, тоа се даноците кои што треба да влезат во централниот буџет, така да дупката прво нема да биде толкава, а второ ние нема да имаме дополнителни задолжувања по однос на проширувањето на Значи за оваа година не планирате нови задолжувања? Освен оние кои што се предвидени во првичниот документ од буџетот, оваа година не се планирање нови задолжувања. Инвестиции, капитални, се работи веројатно и понекогаш може да се забележи дека се работи на подобрување на инфраструктурата, но од друга страна имаме се почесто незадоволство од аспект на тоа дека се најавува дека имаме недостиг на работна сила и се зборува дека во ваква состојба неизбежно ќе биде и зголемување на старосната граница и можеби она што се повеќе ја заговарате како теза, потреба од увоз на работна сила. Дали тоа според вас е добро решение или можеби треба да се искористат сите можни човечки капацитети со кои државата располага? Благодарам на прашањето. Брилијантно ја поставивте тезата. Сметам дека тоа е најголем проблем во нашата економија. Знам дека се ова што ќе го кажам можеби ќе најде на подсмев на одреден дел од општеството кој што е концентрирано околу опозицијата. Но еве вие ако видите добро сте го приметиле тоа, во овој момент имаме, ако ги прашате особено градоначалниците или претседателот на ЗЕОС, можеби одредено доцење на проектите во општините, бидејќи има толку многу би кажал продуцирање на потреба за ефективен градежен елемент, дали се тоа машини или луѓе, што едноставно компаниите кои што се присутни во Македонија не може да го испорачат и затоа имаме доцење на теренот. Тоа можеме ние да го надополниме преку два начини. Прво, преку примањата кои што ќе бидат доволно примамливи за луѓето да се ориентираат кон тие струки, што во моментов сметам дека е така, но не сметам дека има доволна заинтересираност кај македонскиот дел од граѓаните да се ориентираат конкретно на таквите струки, а другиот дел да го надополниме со тоа кое што го кажавте вие и со увезување на работна сила од страна. Знаете дека ние ја проширивме таа квота од 5.000 на 10.000 луѓе кои што ќе може да влезат во државата, бидејќи само еден голем проект во центарот на Скопје кој што го градеа и почна во владата на ВМРО ДПМН, владата на СДСМ го продолжи, сега и ние го финишираме, го исполнуваа тој потребен квантум на работници и се почесто е барањето на внесување на нова свежа работна сила. Ако седнете вие со стопанските комори, тоа ќе ви го кажат. Така да јас би одел во насока на апелирање до македонските работници да гледаат што е тоа што е на пазарот му е потребно, да се ориентираат на таков начин, бидејќи секаде каде што има потреба, има и подобри платни услови. Веќе сметам дека Македонија почнува да го стигнува стандардот и на околните држави, но и на европските држави во насока на одредени струки кои што се насочно потребни, а доколку не, ние едноставно мораме да ја предвижиме економијата и ќе мораме да внесеме работна сила надвор. Сметате ли дека треба да се помести старосната граница? Па тоа е како тема што се наметна во јавноста како одредена анализа, не како одреден заклучок.
сметам дека во овој момент вака како што е поставен системот е оптимален и е добро дефиниран. Гледаме дека државата редовно ги сервисира сопствените обврски, така да сметам дека може тоа да биде тема на дискусија која што би се имплементирала во подалечна иднина. Во моментов сметам дека системот е добро поставен. Не ве загрижува како владеачка гарнитура што ПИОМ не е во добра финансиска кондиција, дури и гувернерот на Народна банка предупредува дека вториот и третиот столб вака како што е поставен пензискиот систем на долг рок е неодржлив. Па знаете како, тоа е некое економско гледиште, тоа се неколку економски тези кои што се присутни во држава со децении назад. Ја лично сметам дека таа дупка се затвара единствено ако вие ги покачите приходите во буџетот и затоа и на почетокот на нашиот разговор го спомнав тоа, да ночните давачки се повисоки за 2 цифри споредено со претходната година, исто и царинските давачки, така да колку повеќе вие имате давачки и приходи во буџетот, толку помала ќе биде и дупката во пензискиот фонд. Она што би сакал да го кажам дека таа тема е атрактивна зашто внесува паника кај граѓаните да бидат сигурни, да бидат стабилни, немаме криза во пензискиот фонд, навремено ќе бидат исплатени сите пензии кои што ги имаме како врски или дополнително ќе бидат уште повеќе покачани од тоа што се. Но се отвори и Пандорината кутија за припојување и укинување на приватните пензиски столбови во кои вработените штедат за стари. Денови тие веќе имаат акумулирани средства за вработените од речиси 3,5 милиарди евра. При тоа се заборава дека од нив се добива дополнителен надоместок, а не пензија. Знаете како, мислам дека оваа теза повторно дојде од одредени центри кои што се блиски до опозицијата, што е политички легитимно, бидејќи сакаат да внесат паника кај граѓаните. Сакам само да потсетам дека без разлика дали некој е приватен или државен, сепак тука треба да постои одредена конкуренција, како што постои конкуренцијата помеѓу приватното и државното образование, така да ја не гледам тука никаков проблем, доколку тој кој што го штити државниот интерес и настапува во име на државните институции, смета дека е можеби подобро државните институции да имаат повеќе приврзаници отколку што имаат или обврзници колку што имаат приватните институции. Дали може би се размислува за национализација на средствата од приватните пензиски столбови? Не. Не? Колку сте сигурни? Сигурен сум. Она што можев да забележам дека има одредени зголемување во делот на средствата околу издвојување на социјалните делови за пензиите. Така. Зошто? Па не се само за пензиите, туку кога ќе го видите тоа социјални трансфери, има таму и неколку давачки кои што оваа држава ги има и ги класифицира под тој издаток. Тоа се здравствена заштита, но тука влегуваат и ученичкиот и студентскиот стандард. Особено за студентскиот стандард сега се издвојуваат 400 милиони денари повеќе. Така да сметам дека во оваа насока сите издатоци по основ кој што државата ги има кон граѓаните се покачени и се предвидуваат средства да се исплатат. Мислам дека тука треба да направиме нешто што со години наназад го заговараме. Еве јас ќе ја превземам во врската тоа да го потенцирам и инициирам да биде што е можно побрзо. Сметам дека на централниот буџет му треба дополнително расчленување, бидејќи ставките се преопшти. Сметам дека е добро за граѓаните, за јавноста во насока на транспарентноста да ги расчленуваме дополнително овие ставки за да можат граѓаните да знаат зашто се издвојуваат средства дополнително. Следите ден гостин во емисијата Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Господин Стојановски, што ако не се донесе новиот изборен законник? Па би имале проблем во насока на тоа дека нема да реализираме 10 од 10 врски кои што ги имаме. Јас учествував последниве 2 работни средби заради отсуството на координаторот Мицевски. Нашиот модел кој што го понудивме го знаете. Сметам дека треба да најдеме на разбирање. Еве видов вчера дека една опозицијска политичка партија ќе ги собере дел од партиите од опозицијата за да направат еден текст кој што ќе го достават до нас. Сметам дека како држава веќе сме доволно зрели да немаме ваков проблем и за ваков закон и се надевам дека ќе биде донесен. Колку бидејќи инсистирате и диаспората да има можност да гласа, колку нашите кои живеат надвор од границите на државата учествуваат во годишниот БДП, знаете? Многу сериозна сума. Отприликат процентот точно не го знам, но знам дека секоја година иде над милиарда, а зависно од тоа каква е годината надвор од државата, 1,3, 1,2, но има нешто што мене ме загрижува. Тоа е што во последните неколку години наместо да растат целта на дознаките, бидејќи така се води економската класификација, таа почнува да опаја. И она кое што ја го носам како заклучок и затоа и го поддржувам овој начин на изјаснување на диаспората е дека можеби тие луѓе почнуваат да ја губат вистинската и силната врска што имаат со нашата држава. И тука не делам по националност, сите националности подеднакво.
И тоа е нешто кое што сметам дека во насока ќе ги засили врските со нивната држава, за да можат тие луѓе да продолжат да не поддржуваат на начин на кој што не поддржувале изминатите години. Бидејќи јасно е, Македонија нема сега во последниве 10 или 15 години проблем со тоа, туку со стотици години назад ние сме гурбеџиска држава и едноставно ние немаме друг начин освен да ги засилуваме врските со тие луѓе. Мислите дека исто тежи гласот на македонскиот граѓанин кој живее тука и македонските граѓани кои живеат надвор од државата? Ја, например, мислам дека луѓе кои заминале од пред 15 години, да речеме од Македонија 20, појма немаат кој е лидер на ВМРО, ДПМ и на СДСМ. Дури можеби не знаат ни кој е претседател на државата. Мислам дека имаат исто право да се изјаснат, бидејќи знаете како ние разговараме за изјаснување на избори од аспект на парламентарни и председателски избори, не за локални избори. За локални избори може да се прифати до некаде вашиот аргументи, во таа насока иде и мислењето на Венецијанската комисија, но кога ќе видите вие бирате премиер, министри и председател за да ве представува вас пред светот, а исто така не сметам дека ние треба да бидеме непријателски кон тие луѓе, затоа што тие се еден елемент кој што е суштински во нашето постоење и секако сметам дека треба да имаат право да се изјаснуваат. Тука беше земјана високата европска представничка Марта Кос. Вие инсистирате на гаранции од Брисел нема да добиеме. Однос на тоа уставни измени да, меѓутоа да добиеме од друга страна своевидна гаранција дека после тоа нема да има нови барања. Имате друга алтернатива, друго решение наспроти? Па очекувана беше таа изјава, јас ова би го поделил во два степена. Првиот степен би изразил... Ако било очекувана таа изјава дека од Марта Кос, зошто инсистирате и барате гаранции? Какви гаранции барате? Па не беше прв пат некој да даде таква изјава. Затоа реков два степена. Прво ќе изразам задоволство од незината пофалба за реализација на реформската агенда, а второ, изјавата е иста како што ја слушаме и години назад, но сметам дека нашата дипломатија вродува со плод. Ќе кажам две работи кои што сметам дека се суштински и дека се многу важни. Се повеќе министри или представници на земјите членки на Европската унија кои што доаѓаат во државата укажуваат на тоа дека Европската комисија едноставно мора да најде некаков модул и модел да ја укаже на Република Македонија дека ова ќе биде последна отстапка, а втората работа е дека ќе го споменам самитот во Тиват, каде што канцеларот Мерц и председателот Макрон можеби заговараат нов модел за кој што сметам дека е во насока на кој што се наши аргументи, така да сметам дека ова не треба да биде трка на 100 метри спринт, туку ова е маратон кој што на крајот ние со нашата мудра дипломатија ќе успееме да го добиеме. Колку би траел тој маратон? Колку што е потребно, заради тоа што националното достоинство нема цена. Може да чекаме 15 години? Не мислам дека ќе чекаме за 15 години, бидејќи ние за 2 години успеавме да направиме многу повеќе од бланко дипломатијата во претходните 7 години. Ете кој би верувал пред можеби една година дека во Тиват ќе седнат Мицкоски со Мерци со Макрон и ќе разговараат за поинаков модел на проширување на Европската унија. Затоа велам, мудра дипломатија која што ќе се едноставно ќе почива на мудри и добро измерени чек. Кога велите дека водите мудра дипломатија, што прави македонската влада во однос на релаксирање на односите со Бугарија? Па мислам дека тука не е проблем македонската влада, ниту македонските политичари. Тука е проблем тоа кое што го гледаме ние од другата страна, бидејќи простете ми, ова е мое лично мислење кое што слободно ќе го изразам. Не сметам дека е достоинствено и пристојно за земја членка на Европска унија да има онакви ставови према нејзиниот сосед. Ја онакво нешто немам видено до сега. Ако сме ние обединети во различностите, тогаш многу често Европската унија треба да се запраша какви ставови застапуваат нејзините членки внатре во нејзиниот сојуз. Ова кое што тие политичари го изразуваат према нашата држава е во најмала рака шовинистички, па да не се изразам некако посилно, бидејќи таа држава па во одреден дел од нејзината историја има и искуство со ваквото представување на ставовите, на кој што на крајот ние сме биле победници во однос на таа битка, како што ќе бидеме и во оваа. Сметате дека за време на мандатот на ВМРО ДПМН до одржувањето на редовните парламентарни избори, освен ако нема предвремени, ќе го отворите барем првото поглавје со Брисел? Ако се цениме по реформи и мерки, ние би требало веднаш да го отвориме, бидејќи планот за раст покажа дека ние сме тие реални фронтранери и шампиони во реализирање на мерки. Се што е останато, доколку успееме да најдеме соговорник кој што ќе ги гарантира нашите права и ќе ни даде гаранции дека ова ќе биде последната отстапка и ќе покаже дека има волја барем една од пресудите на судот за човекови права да ги исполни, ние би можели и сме спремни уште утре да го почнеме правото. Повторно ви зборувате за гаранции, а од друга страна велите дека сосема ви била јасна
и очекува на изјавата на Марта Кос? Ма ние ќе ги очекуваме тие изјави во наредниот период. Тоа едно е што е нивниот став, нашиот став е овој и сметаме дека со нашата мудра дипломатија ќе успееме да ги убедиме дека нашиот став е правилен. Благодарам што дојдовте. Ви благодарам за покана. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, пратеник. Воглавном академскиот пат е полн со неуспеси и одбивања и од време на време со по некој успех. И мислам дека треба човек да научи да се челичи и како да работи со тие. Тоа е одлично прашање, Чововски. Тоа е значи постои голема анксиозност кај сите што ќе се случи со вештачката интелигенција. Дали ќе продолжиме да ги предаваме истите работи. Следите три линка во продолжение. Македонец меѓу данската научна елита. Професор доктор Петар Поповски избран е за член на Кралската академија на науките и книжевноста. Поповски е меѓу 30 нови членови кои годинава се приклучуваат на академијата, чија мисија е да зајакне научната дејност и незиното влијание врз општеството. Со изборот, Поповски станува дел од елитното научно друштво, во кое низ историјата членувале некои од најголемите светски имиња, меѓу кои и Ханс Кристиан Ерстед, Нилс Бор, Чарлс Дарвин, Марија Складовска-Кири, Алберт Ајнштајн и Фердинанд де Сосир. Професорот Поповски е меѓународно признат истражувач во областа на теоријата на комуникации, бежичните комуникации и мрежни информацијски теории и квантните комуникации. Неговата научна работа има значајно влијание врз развојот на идните генерации, комуникацијски технологии, вклучувајќи ги интелигентните бежични мрежи и новите рецепти за пренос на информации. Професорот Петар Поповски од Универзитетот во Олборг дипломирал и магистрирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, а докторирал на Универзитетот во Олборг во областа на бежичните комуникации. Денес е еден од најреномираните светски експерти во областа на комуникацијските технологии и бежичните мрежи. Тој е визитинг професор на Универзитетот во Бремен и тука во ФЕИД во Скопје. Активно е вклучен и во развојот на идните 6G технологии преку научните и индустријски проекти во Скандинавија и Европа. Со професор доктор Петар Поповски разговарам токму околу најновата негова улога, поточно признанието да биде дел од Данската академија. Кои беа предусловите тој да биде дел од новиот тим 30 нови членови на Данската академија на науки и книжевност? Данската академија има долга традиција, 300 години и повеќе, и например надворешни членови биле еминентни луѓе као Чарлс Дарвин или Алберт Ајнштајн или Марија Кири, а Нилс Бор бил претседател на академијата. И генерално тие биле насочени према природни науки, значи науките кои или општествени науки, меѓутоа науки кои што се сметаат за фундаментални, а јас сум сепак во инженерските науки. Меѓутоа, од последниве години започна и прием на членови во инженерските науки, затоа што исто се подразбира дека и тие може да направат фундаментални придонеси. Така, например, луѓе од енергетика, јас сум од теорија на комуникации и информации. Така да, мислам дека посебно со тоа што се случува технолошки напредок и дигитализација, се сваќа дека и тоа содржи фундаментални придонеси и дека е потребно да ги имаат тие профили во поглед на стварање, например, научно-истражувачка политика во земјата, давање на насоки, например, за политичарите, давање на насоки за индустрија и слично. Така да, мислам дека јас сум еден од помалкуте кои се во инженерски области и ми е чест да бидам секако член на академија. Јас од лани сум директор на Центар за фундаментални истражувања во квантни комуникации. И ако гледате од тие луѓе кои што се примени годинава, неколку од тие луѓе се веќе директори на такви центри, например еден е во физика, во област на гравитација, во област на биологија и слично. И мислам дека тоа е еден фактор. Меѓутоа најважен фактор е континуирани
придонесе во рамките на одредена област, како што сум јас, например, во теорија на комуникација и во бежични комуникации, и исто да постои активност, например, во однос на уредник на журнали, присуство во научниот свет, давање на поканети предавања на поголеми конференции и слично. Тоа се некои параметри кои што се гледаат, меѓутоа генерално најважното е дали има придонес, и тој придонес, например, во мојот случај беше во теорија на комуникации, 5G и 6G мрежи, и тоа што се случува во моите истражувања во однос на, например, како идните комуникации ќе соработуваат со вештачка интелигенција или како ќе се користат квантните феномени како субстрат за комуникација и слично. Така да, базирано е на седо тоа, сега од аспект на инженерство, 2020 ми се чини дека добив награда за постигнување во телекомуникациите, национална награда за постигнување во телекомуникациите. И сега кога се соберат така некои поединечни фактори, вајда се доаѓа до кумулативна слика и критериум за прием. Сте дипломирани магистрирани на електротехничкиот факултет во Скопје, сте докторирани на универзитетот во Олборг, каде сега и работите како професор во областа на бежичните комуникации. Имате објавено околу 700 научни трудови и сте носител на над 30 патенти. Дали може да се каже дека сте меѓу најуспешните македонски научници на меѓународната сцена? Дефинитивно не. Затоа што прво и според мене, и според објективни критериуми, нели? Затоа што според мене, знаете како, тоа има различни параметри и во секој параметар ќе најдете некој кој што постигнал повеќе. Например, во типови на проекти, во типови на публикации, во типови на, не знам, кој успел со стартап компанија, некој успел да од тие иновации да направи голема компанија која што после ќе порасне и сето тоа. Јас, например, се пробав со стартап компанија пред 10 години, меѓутоа после 6 години требаше да ја затвориме затоа што не беше интересно. Да издржавме можда уште 3 години, ќе беше многу интересно затоа што работевме со детекција на дронови. И сакам да кажам дека воглавном академскиот пат е полн со неуспеси и одбивања и од време на време со по некој успех. И мислам дека треба човек да научи да се челичи и како да работи со тие. Така да е многу тешко да се каже најуспешен според мои критериуми и според објективни. Мислам, не е дека се некои институции мерат кои се наши најуспешни научници па доделуваат признание или така да во ниеден случај не мислам дека е така. Мислам најважен е надпреварот со самиот себе, да се погледам пред една година дали во тие 365 дена успев да направам нешто повеќе, да научам нешто повеќе или да уште можам да придонесам нешто повеќе во знаење во однос на тоа што можев минатата година. Дали ова признание за член на Данската академија всушност е потврда дека нашите македонските научници се успешни надвор од границите на државата и меѓународно признати и етаблирани одлично? Во некој случај признание за таа едукација која што сме ја добиле на додипломски и магистерски во Македонија, затоа што сепак научната кариера ја направив надвор тука во надвор Македонија. Мислам дека знаете како дистрибуцијата на луѓе кои што може да придонесат е веројатно секаде иста, во секоја земја следи некоја распределба и не е веројатно ништо посебно да е човек од една или од друга земја во тоа дека е поуспешен од другите. Мислам дека главната работа е дали се дава можност да се работи во некоја област, дали се има пристап до да речам уреди, до системи, дали системот е кондуктивен за луѓе кои што сакаат да придонесуваат кон наука. Знаете, некојаш например може да биде дека не се дава доволно голема слобода за истражување, човек се фокусира на пократкорочни проекти, соработка со индустрија, да речам иновации со индустрија или па се фокусира на образование. Јас не викам дека тоа е лошо. Јас бев во мојот случај ми се чини дека бев
среќен што во додипломските студии на електротехнички факултет добивме неверојатна добра основа и повеќе малте некако научници отколку како инженери. И после тоа системот, да речам, надвор и тоа што работев беше можда погоден, кондуктивен за тие идеи кои што ги имав. И сега кога човек се ориентира во насока на тоа дека треба сам да предлага проекти, сам да ги речам проба да ги формулира проблемите и слично. Знаете како овде во Скандинавија, мислам дека и во Шведска е исто, и во Финска, значи професорската позиција е на редовен професор, како што сум јас, дури како на шеф на катедра, е без ограничување, исто, значи можеме да кажеме перманентна, меѓутоа е зависна од финансиите на самиот институт, од самиот факултет и слично, така да се случило на факултети на кои што не финансиската состојба не била добра врз база на дворешни проекти и слично, да фактички го изгубат работа и редовни професори. Затоа постои да речам постојана свесност за тоа дека треба да се носат екстерни проекти и дека врз база и најлесен начин да ги реализира човек своите идеи е да формулира, предложи свој проект и донесе пари за тоа. Тоа го викам и на моите докторанти и на моите постдокови дека треба да научат кога ќе се осамостават од мојата група, сами да го формулираат, сами да се финансираат. И мислам дека тоа е малте не работи како стартап компанија, би рекол. Живеете и работите во Данска, визитинг професор сте во Бремен, визитинг професор сте на ФЕИТ во Скопје. Што носи новата технологија? Што ги учите новите, младите генерации во ситуација кога се повеќе и се поприсутна е вештачката интелигенција? Тоа е одлично прашање, Чововски. Тоа е, значи, постои голема анксиозност кај сите што ќе се случи со вештачката интелигенција. Дали ќе продолжиме да ги предаваме истите работи кои што ги предаваме, кои области ќе бидат заменети, знаете, има многу контрадикторни сигнали тука. Например, ми се чини дека Лани Антропик, една од најголемите фирми за вештачка интелигенција, кажа дека софтверските инженери ќе станат редундантни, непотребни за некоја година, па после неколку месеци отворија позиции за софтверски инженери за многу високи плати. Знаете, така да ми се чини дека се уште постои голема несигурност околу тоа. Јас конкретно се фокусирам на три теми, генерални теми. Првата тема е како вештачката интелигенција ќе се интегрира со безжичните комуникации, затоа што, знаете, сега со нашиот мобилен телефон ние се поврзуваме на базна станица. Таа базна станица има за задача само да ни даде конекција од друго место или да преземе нашата конекција. Меѓутоа, во иднина таа базна станица ќе биде опремена со, да речам, пресметувачки капацитети, computing capabilities, и ќе собира податоци, например, сензорски податоци за околината и слично, така да на некој начин ќе стане порта меѓу физичкиот и дигиталниот свет. И сега она што ние се обидуваме да го сватиме е како тие податоци кои што ќе одат во таа мрежа, кои што ќе доаѓаат, да речем, од физичкиот свет, кои што ќе доаѓаат од луѓето, како да бидат веродостојни, како да бидат навремени, како да не им наштетат на луѓето, например да има постојано следење на луѓе преку сензорирање и слично. Тоа е едно прашање со кое што работиме. Второто прашање, кое што е, да речам, по телекомуникацијско, чисто телекомуникацијско, е како растот на сателитските комуникации ќе се одвива во наредните години, каква ќе биде интеграција со да речам терестријалните комуникации, со обичните кои ги знаеме. Се сите нормално зборат за SpaceX, кој што лансира многу сателити, меѓутоа Европа има конкурентен систем кој што ќе се лансира за некоја година и е многу поинаку замислен да ги поддржи владите, војските, сигурностни системи во Европа и слично. Така да тоа е втората тема, и третата тема е центарот кај што сум директор за квантни комуникации, која што е најдолгорочна и каде што, да речам, уште имаме голема несигурност околу тоа што е возможно со хардверот
и кои се, да кажам, можности за квантни компјутери, меѓутоа нашата задача тука како комуникацијска инженерија како да креираме протоколи, стандарди и алгоритми за пренесување на таа квантна информација која што има различна природа од класичната информација која знаеме. Во едно интервју, мислам дека пред 6 години констатирате во научните трудови најважни се идејата и интелектуалниот скок. Констатирате дека мора да се инвестира во научно-истражувачки проекти. Колку во европските центри, во споредба, например, со Македонија, може ли да направите некаква компарација колку ние умееме да инвестираме во вакви големи или значајни научно-истражувачки истражувања генерално? Да видите, јас не го знам точно буџетот, колку е и кои се правилата за инвестирање во Македонија во наука. Овде во ДАСА го знам одлично, затоа што сум сега подпредседател на научниот истражувачкиот совет за технологија и така да сум во тој совет кој што одлучува за со располагање на средства и ги доделува на данските истражувачи во генералната технолошка област. Тоа е еден фонд само, меѓутоа тука има и доста приватни фондови. Знаете, Novo Nordisk беше, мислам, лани беше најголема фирма во Европа и Novo Nordisk има посебен фонд кој се вика Novo Nordisk Foundation и тие доделуваат научни средства во големи износи. Во однос на Македонија... За колкава сума, за колкав буџет станува збор? Мислам, буџетот на Novo Nordisk е огромен. Само ќе ви кажам еден пример. Имате една шема што се вика Novo Nordisk Recruit, во која што, да речам, данските универзитети се мотивирани да аплицираат, да најдат некој профил од странство, дали Нобеловец или некој кој што добил ERC грант или слично, за да го донесат како професор тука, значи за да привлечат талент и стартниот пакет за тој професор кој би дошол тука е отприлика 7 милиони евра. Значи тие 7 милиони евра, значи не треба да се сваќа дека тоа е бонус за него, него тие 7 милиони евра се за да вработи докторанти, да вработи постдокторанти и слично. Сакам да кажам дека тоа е само една шема. Меѓутоа не треба да се гледа само тука локално, треба да се чини дека треба да се даде европска перспектива. Европа има фантастични инструменти. Знаете, сите критикуваат Европа за едно или друго и постои место за критика во однос на технологија, во однос на некои политички покрети, меѓутоа во однос на наука ми се чини дека има извонредни инструменти. Например, European Research Council е една од најпрестижните, како се вика, научни грантови во светот и кој што дава можност да човек работи на своите идеи. Значи треба да спомине еден ригорозен процес на евалуација која ќе го добие тоа. Со тој грант може да направи своја истражувачка група. И тој грант е, например, индивидуален. Мислам дека е почетниот грант за помлади истражувачи околу 2 милиони евра, па после може и поголем. Сега има нова шема, се вика ERC+, која оди на кај 5-6 милиони евра. Мислам, тоа со парите е релативно, затоа што дел од тие пари оди во универзитетот како администрација, затоа што треба да се платат, например, овие простори кај што седиме, треба сите административни работи околу нас да бидат платени. Во Данска конкретно тоа е 44% од самиот грант. Така да сакам да кажам дека самата сума пари е релативна, зависи што ќе се прави со тие пари, дали ќе се купува опрема, дали ќе се плаќаат например теоретски истражувачи. За еден математичар 2 милиони се веројатно премногу, ама за експериментален физичар се премалку во однос на опремата. Во однос на Македонија сакам да кажам дека шансата за учествување во европски проекти е отворена цело време, голема, и дека тоа е најдобриот начин да се добие да се добијат средства за истражување, да се биде дел, да речеме, од таа европска елита. И тоа, например, моите колеги на ФЕИД во Скопје тоа го прават со години, веројатно и на другите факултети, и тоа за ФЕИД знам со сигурност. Професоре, технолошката сувереност во Европа, што тоа потенцијално значи за Македонија?
Значи, многу се зборува за технолошка сувереност, затоа што се дојде до разбирање дека тие работи кои што ги земаме за дадени, например, пристап до социјални мрежи, пристап до имејл, пристап до конективност, дека не е баш така, знаете. Мислам, тука може да се подсетиме на приказната за Ивица и Марица, кај што им дава, кај што добиваат колачиња за без пари, и за на крај да видат која е цената на тие колачиња. Така се, кај нас може да замислиме дека луѓето имаат бесплатен пристап до Инстаграм, бесплатен пристап до Фејсбук, бесплатен пристап до некои од тие агенти за вештачка интелигенција, и секогаш човек треба да се праша која е цената на тоа. Сега, во Европа се појави разбирање дека тие колачиња на луѓето кои живеат во Европа ги продава некој друг. Дека таа технологија продава некој друг. Например, ево, не морам да ги именувам фирмите, почнете од тие мобилни телефони кои ги имаме, тие чипови, па тие веб-сајтови, па социјални мрежи, на кои компании тие припаѓаат и каде тие компании се сместени. Затоа технолошка сувереност значи дека ќе може одредена земја или одредена група земји кои имаат меѓусебна доверба да ја контролираат таа логистичка линија на продуцирање на тие технологии и да имаат контрола врз тоа што се случува со нивните податоци, што се случува со приватноста на луѓето, што се случува со тоа колку е достапна технологијата. Ми се чини дека од војната со Украина, например, во еден момент научивме дека можно е еден човек да одлучи да прекине конективноста на цела земја и да одлучи на кај ќе оди војната. Знаете, мислам, тоа не се случувало премногу често, да речам, во историјата. И затоа сега постои во Европа голема тенденција да се идентификуваат кои се тие технологии каде што ќе треба да се оди да се истражува, да се продуцираат тие технологии и да се направи, да речем, суверена инфраструктура. Например, во производството на чипови постојат три клучни компании во светот. Едната е тајванската TSMC, која ги прави чиповите, има фирми од Америка кои прават софтверот за продуцирање на чипови, за проекција на чипови. Меѓутоа има една европска фирма од Холандија, ASML, која што ги прави машините за само продуцирање на чипови. Тоа е една од највисоките технологии која постои во светот и таа е баш лоцирана и, да речем, креирана во Европа. И сега поентата е како европски производители на чип ќе ја искористат таа да одат понатаму. И друга тенденција е дека се гледа голема соработка меѓу европските земји. Например, во северот има голема соработка меѓу Данска, Шведска, Норвешка, Финска и дека почнуваат најте проекти на различни теми меѓу тие земји, плюс на европските проекти. Мислам дека она што во Македонија е битно тука е да проба да ги види можностите во таквите проекти и соработка со соседите, затоа што мислам дека има извонредни истражувачи и инженери и компании во сите наши соседи околу нас, само треба да се види, да се веројатно да се биде креативен, понекогаш да се смени темата од тековните теми. Знаете, например, ева сега многу се исполнува, многу полни темата со Бугарија. Не знам, може некој да размислува дека историска комисија пред неколку години се договори дека Самуил е заеднички лик од историјата. Исто како што во Скандинавија се лансираше пред 20-30 години Bluetooth, кој што бил фактички дански крал, кој што го донесло христијанството во Данска, и Bluetooth технологија креирана во Шведска, Данска, Финска и Норвешка, па после тоа проширена по цел свет. Може да се направи, не знам, да се лансира балкански сателит или дрон кој што ќе носи име на некој крал за кој што се уште се дискутира чие минато бил. Чисто као спекулација сакам да кажам дека една работа е да се слават луѓето од минатото и да се расправат луѓето кому му припаѓа, друга работа се искориста како инспирација да се направи нешто добро денес. Ви благодарам за издвоеното време и за интервјуто. Ви благодарам. Историски кај нас, значи консолидација на партиите и како рековте окрупнување на фракциите и така натаму, настанува кога партијата ќе дојде на власт. Значи имаме докази дека тоа било случај и со Социјалдемократскиот сојуз и со
и со ВМРО ДПМН. Така да за партија која е во опозиција после тежок изборен пораз, ова навистина представува еден сериозен предизвик. Вечерашниот соговорник е архитект, политиколог, граѓански активист. Добро ден за Тони Поповски. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Недела во Македонија беше Марта Кос, високата европска представничка. Прашањето ми е многу едноставно. За гарантирана или за бетонирана европска перспектива гледате за Македонија? Добро, двете категории се да речам нагласени. Значи, тешко е да кажеме и забетонирана и за цементирана. Мислам дека на ова прашање треба да му се пристапи повеќе од аспект колку овој процес е стратешки значаен. Значи, за Македонија, но истовремено и за Европската Унија, имајќи во предвид дека кај нас таа стратешка определба е декларирана јавно од лидерите на најголемите политички партии. Јавноста кај нас преку анкетните истражувања се стекнуваме со сознание дека близу 70% од избирачите или граѓаните, значи, сметаат дека зачленувањето на Македонија во Европската Унија е од стратешко значење и истовремено и од правец на ЕУ кон нас имаме политички изјави, вклучувајќи на Марта Кос, дека нашиот прием во Европската Унија заедно со другите држави кандидати од Западниот Балкан не е некаква стратешка определба. Дали сметате дека водиме проевропска политика како држава? Па ако судиме по спроведувањето на реформската агенда, која беше наградена со цирка 65 милиони евра, ако не грешам, за постигнатите резултати. Значи, ова е некаков индикатор дека сепак водиме европска политика, иако знаеме дека имаме еден сериозен предизвик поврзан со уставните измени кои предизвикува висок степен на загриженост. Дали добро ги читаме пораките од Брисел или си ги толкуваме онака како што нам ни одговара и си ги прилагодуваме за македонски потреби? Сметате ли дека оваа политика која водиме кон Бугарија, кон соседите, на меѓународен план дипломатијата која водиме ќе даде со плод, ќе вроди со плод? Видете, значи, вие и вашите гледачи треба да направиме сите заедно една разлика помеѓу пораките и оно што вистински се случува на планот на проширувањето, бидејќи има една нова динамика во Брисел, значи не толку во контекст на дефинирањето на овој процес како безбедносно прашање и геополитичко прашање. Значи тоа е една нова дефиниција, но сепак беше поврзана со руската агресија врз Украина. За жал помина голем број на години од тој конфликт, но има една нова динамика која би сакал, ако ми дозволите накусо да се осврнем. Значи од самитот на Европската Унија и Западниот Балкан во Тиват, па до денес, значи има серија на policy papers или документи со политички предлози кои се на маса. Значи во рамки на Европската Унија, не само на маса на Европската комисија, туку и во телото кое одлучува. Тоа е Европскиот совет на шефови на држави и влади. Значи го имате писмото на Мерц, го имате француско-германскиот предлог. Понатаму тој се доелаборираше со француско-германски и предлог на државите од Бенелукс. За да сега, од една седмица предходно, имаме и повеќе информации за еден композитен предлог на Европската комисија, чиј представник е Марта Кос. Значи, сите овие предлози, некаков заеднички именител е дека
упатуваат на потребата, значи да се овозможи поголема динамика или ефикасност во процесот на проширувањето. Господин Поповски, колку стратегијата на чекање и категорично не за уставни промени без гаранции и без нови условувања може да не доведе до отворање на вратите во ЕУ? Значи, поимот чекање, мислам дека треба да го расчлениме на начин што ние не можеме да избегнеме да не ги почекаме, значи, овие политички одлуки на Европскиот совет на шефови и држави и влади, кои би требало да се случат оваа есен или кон крајот на годината. А се поврзани со овие политички предлози за кои укажав. Значи, за некои аспекти од овој процес, на кои ние како држава немаме влијание, а тоа се политичките одлуки на Европскиот совет, ние неминовно треба да почекаме. Тука вистинското е прашање, додека чекаме на политичка одлука од Европскиот совет, што би требало или дали нешто би требало да правиме. Во таа смисла, некоја моја препорака е да бидеме проактивни, значи да се подготвуваме. Контекстот не е само поврзан со уставната измена и нашите односи со Бугарија, туку е поврзан и со потребата при евентуален пробив во европските интеграции да бидеме подготвени да ги искористиме тие нови најавени придобивки. Еве само да потсетам дека за оние држави кои напредуваат, значи во овие политички документи веќе забележуваме награди во смисла на олеснет пристап кон европскиот пазар. Вие во една статија пишувате, меѓу другата, државата треба да испорача реформи на судскиот совет, во судскиот совет, судската независност, резултати во борбата против корупцијата, нов кривичен законник, усогласување со ЕУ стандардите, деполитизација на јавната администрација, финализација на трите патокази. Така. Прво, ако ми дозволите, значи тој мој предлог или препорака е дел од еден пакет на активности кои јас ги препорачувам. Значи покрај тоа да ги правиме реформите, бидејќи најдобрата дипломатија вие да ги направите реформите. Значи ќе биде многу потешко да бидете блокирани доколку покажете еден реформски резултат. Прво тоа околу реформите. Понатаму, она што јас го предлагам е пакет од мерки кој вклучува и водење на еден инклузивен процес кој би кулминирал во нашето собрание на начин што би се постигнал национален консензус да се побара од Европскиот совет на шефови и држави и влади да се донесат политички заклучоци, значи да не се менува рамката, туку да се донесат политички заклучоци кои би обесхрабриле, да речам, блокирање на држави кандидати од страна на држави членки за прашања кои се билатерални или пак се надвор од Копенхашките критериуми и правото на ЕУ. Само уште нешто би спомнал дека слични формулации има и во француско-германскиот предлог, каде што се бара од државите членки, значи повеќе да ја почитуваат Европската комисија, кога Европската комисија ќе одлучи да препорача отворање или затворање на поглавја. И сето ова најмногу поради геополитичкиот момент. Значи геополитичкиот момент да биде приоритетен наспроти, да речам, некакви национални интереси на државите членки на Европската унија во овој процес на проширување. Тоа би можело да биде, доколку биде вградено во некој конечен механизам оваа есен, тоа би можело да биде една суштинска гаранција за владата, за политичката јавност кај нас и сите чинители ние да пристапиме кон брзо правење на уставните измени, но и јас сум еден од оние кои се залагаат тоа брзо правење на уставните измени да биде проследено со заштитна клаузула по можност во уставниот закон, кој би бил наменет за спроведување на амандманите. Значи да има некаква одредба за спроведливост или временска одредба.
во него. Во најновите анкети покажуваат силна предност на Мицковски и ВМРО ДПМН. Дали преголемата моќ на власта наспроти грогираната опозиција создава доволно здрава клима, демократски амбиент во земјата? Прашањето е многу битно. Тука веднаш би рекол дека власта и во моментов црпи легитимитет од изборите, и ако на ова ги надоврзаме резултатите од последните анкети, значи неспорно е дека оваа влада има легитимитет кај избирачите, но истовремено е многу битно да имаме во предвид дека стратешки ние градиме, да кажам, императивно еден демократски амбиент. Значи, ние да можеме да го одржиме тој демократски амбиент и да избегнеме авторитарни тенденции, би било пожелно да имаме силна, квалитетна опозиција, слободни медиуми, како што е вашиот медиум, динамично, граѓанско општество и не помалку важно да имаме деполитизирани, значи самостојни, независни институции. Значи, спротивното на се во ова би не направило ранливи од демократски аспект и не е добро за нашиот имидж, повторно и во контекст на процесот на европските интеграции. Следите трин гости во емисијата Тони Поповски, политиколог, архитект по професија, екс-министер за животна средина. Господин Поповски, како гледате на превирањата во Социјалдемократскиот сојуз, најголемата опозицијска партија? Дали ова води кон создавање на нова политичка партија или гледате обиди за спас и преземање на Социјалдемократскиот сојуз? Во јавноста провејуваат различни стојалишта и од политичките фактори, но и генерално зошто најголемата опозицијска партија се доведе до ваква или неколку последователни избори доживува таков изборен инженеринг? Не е необично во демократијата, па и оваа наша демократија македонска, да ние имаме случаи, ги имало и во минатото, партиите после изборен пораз, особено на собраниски избори, да се соочуваат со слични проблеми. Доволно е да се присетиме и на претходни епизоди во рамки на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН. Кога овие партии губеле избори, во неколку случаи тие процеси внатрешни завршувале дури и со формирање на нови политички субјекти, значи политички партии, покрај тоа што постоеле фракции. Не е ништо необично, тоа е вака еден предизвик првенствено внатрешен за Социјалдемократскиот сојуз, но би сакал да укажам на еден друг аспект, визави целиот наш денешен разговор, а тоа е дека препорачливо е македонската политичка сцена колку е можно повеќе да наликува на политичката сцена во Европската Унија. Значи да има еден оптимален политички диверзитет. Особено во спектарот центар-лево, центар-десно, каде што припаѓаат и политичките семејства на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН. Значи, многу е битно ние да имаме квалитетна политичка понуда во тој спектар. На тој начин би имале граѓаните можност за еден поквалитетен избор, би рекол. Мислите дека е создадена клима за создавање на нов политички субјект на политичката сцена во државата? Па прво би рекол дека секогаш, значи кај нас во Македонија има одреден број на потенцијални избирачи кои или не се активни за време на изборниот циклус, бидејќи немаат политичка понуда која би ги привлекла, но има и
избирачи кои не учествуваат во политичкиот процес, бидејќи нема токму го нема ова што јас говорам. Значи, немаме спектар на политички партии кои би ја одразувале оваа, да речам, понуда во Европската Унија. Така да секогаш постои можност некој да се осмели. Добро, ние може да се сетиме дека во 90-тите почетокот на 2000-та, например, имавме демократска алтернатива. Така да и мојот ангажман беше во една помала. Па потоа многу брзо и изгасна партијата. Так. Сега ве прашувам како дуги години ја обсервирате состојбата политичката сцена во земјата, ве прашувам каков исход очекувате да произлезе од овие недоразбирања, превирања внатрешни во социјалдемократскиот? Дали може да се изроди нова партија или може би да дојде до окрупнување и сплотување во социјалдемократскиот сојуз наспроти тоа што се чини дека ова крило што се создаде со платформата беше окарактеризирано како реформаторско? Повторно историски кај нас, значи консолидација на партиите и како рековте окрупнување на фракциите и така натаму, настанува кога партијата ќе дојде на власт. Значи имаме докази дека тоа било случај и со Социјалдемократскиот сојуз и со ВМРО ДПМН. Така да, за партија која е во опозиција после тежок изборен пораз, ова навистина представува еден сериозен предизвик. Во многу нешто ова зависи и од индивидуалниот пристап. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас на вниманието и довербата. Тони Поповски, поранешен министер, архитект по професија, политиколог, гостин во овој издание. На крајот од ова издание на Трилинг, наскоро, подошно идниот месец стартува изградбата на автопатот Скопје-Блаце. После подолг период, македонска градежна компанија ќе учествува во изградбата на овој автопат. Договорот меѓу владата и ЕБОР е потпишан, а градежната компанија Гранит ќе учествува и ќе го гради овој автопат, кој е во должина од 10,5 километри. Изградбата се очекува да заврши во рок од 4 години. Во ова студио неодамна беше еден од менаџерите на градежната компанија Гранит, кој воедно е и еден од претседател на Сдруженијето на градежници Андреа Серафимовски. Еве дел од разговорот со него. Значи, потенцијалот наш е докажен и покажен на сите оние проекти во историјата што сме ги градели, не мора во подалечната, може и во публиската историја, така да македонска фирма, поготово референтна, и што работела во странство, и што работела во дома, никогаш не изгубила референца на одреден проект заради капацитетот што го прикажува или потенцијалот што го имала. Јас рачунам дека потенцијалите се неискористени во Македонија, дека баш со вакви проекти големи инфраструктурни, кои што ќе бидат вклучени нашите домашни компании како двигатели на развојот, ќе се создадат капацитетите кои се потребни за да можеме не само да се работиме она што е потребно на државата тука, него да излеземе и на странските пазари и да почнеме да влеваме странски девизи на нашиот пазар, а не да одлеваме наши пари во странски економии со доделување на тендери на странски компании. Имате ли обезбедени работници? За работници немаме никаков проблем, за сета она технологија што се бара во проектот. Фирмата е спремна, така да не гледаме никаква пречка да почнеме сега да го работиме и со успех да го работиме. Ви благодарам што не следевте, довидување и останете со програмите на телевизија 24. Читајте на triling.mk со најнови содржини, теми, интервјуи и анализи. Довидување.